Ние зелените од 17 општински организации на Дом се дистанцираме од недемократските одлуки и постапки на раководството на Дом и претседателката Маја Морачани. Со таа цел го свикавме овој прес да повикаме на оставка од претседателката Маја Морачани, како најодговорна за уништување на единствената Зелена партија на Македонија. Јасно и гласно пред целата јавност изјавуваме дека нашето дистанцирање е поради недемократските, нестатутарните и нечовечките постапки на Маја Морачанин и елитистичкото друштво кое ја киднапираше Зелената партија. Тоа друштво повеќе не ги застапува зелените интереси и зелените политики. Тоа друштво одработува за нечии интереси и се труди Дом, како Зелена партија, целосно да ја уништи. Маја Морачани со актуелното раководство се само лица, поединци, без поддршка од општинските организации на партијата. Истите се интересираат само да приграбат нови позиции, жестоко се пресметуваат со секој неистомисленик, да го отстранат, разрешат и игнорират. Започнаа со игнорирање на иницијативата за демократизирање на партијата, зад која застанаа мнозинството членови на Централниот одбор и 2/3 од општинските организации. Потоа, нестатутарно, со фантомски гласачи, ги разрешија од подпредседателска функција Ана Петровска и Мирослав Богдановски. Лица кои се признати борци против загадувачите, за потоа да излобираат и разрешување на Ана Петровска од директорската позиција во Инспекторатот за животна средина. И не останаа само на тоа, преминаа кон делење на откази кон лица кои не се согласуваат со нивните нестатутарни и недемократски дејства. На улица оставаат лица со врвни резултати во нивното професионално работење, вршат мобинзи и притисоци, делат откази на лица кои што се поддржувачи на иницијативата за демократизирање на партијата. Згора на се, формираа коалиција Магла, со која сакаат да ја добијат поддршката од граѓаните на предстојните локални избори. Почитувани, од Маја Морачани бараме оставка. Напушти ја Маја Зелената партија на Македонија, не ја уништува единствената Зелена партија во Македонија. Судејќи според реакциите од разрешувањето на Ана Петровска, се гледа дека на демократската јавност и е кристално јасно дека се работи за лажни демократи и лажни зелени. Барањето за оставка доаѓа од 17 општински организации на Дом. Битола, Велес, Лозово, Киселавода, Газибаба, Куманово, Прилеп, Охрид, Тетово, Делчево, Берово, Радовиш, Аеродром, Пробиштип, Дојран, Ѓорче Петров. Сите ние издвоено продолжуваме со дејствување на планот на заштита на животната средина и демократизирање на општеството. Лидерите обединуваат, лидерите не разединуваат. Прашање може барате оставка од Маја Морачани, што доколку не поднесе оставка, дали може би планирате вонреден конгрес на партијата за да биде заменет лидер? Ние повикуваме на оставка на претседателката Маја Морачани на Зелените од причина што на Централниот одбор беше предложено за нов конгрес уште во март месец. Тогаш беше игнорирано
И на тој централен одбор беа разрешени без да бидат ставени на точка на дневен ред под председателите Мирослав Богдановски и Ана Петровска. И од таа причина, од тој момент, продолжи игноранскиот однос, а што ќе превземиме во иднина, мислам дека ќе превземиме ако председателката не си даде оставка, тогаш ние како Зелена партија, членови, поборци за животната средина, ќе си дајме ние оставка и ќе формираме најверојатно Замрзнување на членство. замрзнување на членство или